ВМРО ДПМН е апсолутен победник на локалните избори. Има градоначалници во 54 општини од вкупно 80, плюс во градот Скопје, кој следните 4 години ќе го раководи Орце Ѓоргиевски. За прв пат успеа да победат во Скопски Карпош, но овие избори ќе останат запаметени најмногу по победата на нивниот кандидат во Кичево, Александар Јовановски. Иако во одредени општини победата беше со разлика од 15 на гласа, нивните кандидати победија и во Валандово, Дојран Демиркапија, Крушево, Пробишти Просоман, Чучер Сандево, каде досега градоначалниците беа од СДСМ. Опозицијската партија и во вториот круг успеа да победи во 3 општини. Во Центар, каде што Герасимовски со околу 3000 гласа разлика го победила Будовик, потоа во Македонска Каменица и Зрновци, со што вкупно ќе имаат градоначалници во 6 општини. 4 општини ќе ги предводат жени во Скопска Кисела Вода. Победи Бети Стаменковска од ВМРО ДПМН. Од истата партија доаѓаат и Марија Нацева, која седнува на градоначалничкото место во Неготино, и Наталија Димитриева во Демиркапија, додека Македонска Каменица ќе ја предводи Сонја Стаменкова од СДСМ. Тесно, но сепак во Куманово успеа да победи лидерот на ЗНА Максим Димитриевски, кој по трет пат ќе ја води општината. И во вториот круг победник во албанскиот блок е коалицијскиот партнер во владата Вреди. Вчера победија во Тетово, Долнени, Боговиње и Дебар, со што вкупно ќе имаат градоначалници во 9 општини. Дополнително во Струга победи и Менди Ќура, кој беше независен кандидат, поддржан од владеачката коалиција. Дуи вчера успеа да однесе победа само во Студеничани, со што вкупно ќе има градоначалници во 4 општини, од кои ниту една градска. И вчерашниот изборен ден донесе голем број неважички ливчиња, или 19.287, што од вкупниот број ливчиња изнесуваат 5,6%. На ниво на град Скопје податоците покажуваат дека секое 16-то ливче било неважечко. Излезноста на ниво на Скопје вчера беше 35%, а на ниво на цела држава 47%. Во 4 општини, и тоа Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово, Рустуше, поради недоволниот одзив во првиот круг, изборите ќе се повторат, а треба да ги распише собранискиот спикер Африм Гаши во рок од 60 дена.